Почитувани приятели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Среќен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Еве и денеска повторно заедно да се дружиме во наредните минути во склоп на емисијата Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Денеска сме 26 мај, петок 2023 година или 146 ден во ова тековна година. Еве полека го трошиме и петиот месец, значи мај веќе при крај. Иако беше турбулентен што се однесува до времето, малку сонце, малку дожд, малку ветер, така ќе биде и во наредните неколку денови, но температурата ќе биде повисока за разлика од минатите денови. Еве на почетокот да ги проследиме и нашите сервис информации, да кажеме нешто за времето, како ќе биде денеска и во наредните денови. Предпладне сончево со мала домерена облачност, од попладне нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На места процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со поинтензивен дожд, силен ветер и појава на град. Во Скопје предпладне сончево со мала домерена облачност, попладне во делови и во котлините ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи, засилен ветер, а можна изолирана појава и на град. Навистина чудно е времето, променливо е, така да убаво да си понесеме и чадор, ако одиме малце подалеку пешки, така да еве според температурите денеска ќе имаме од 7 до 17 степени во крајно западните делови, во Охридскиот регион од 10 до 22, Пелагонија од 11 до 22, во Кавадрици 8 на температура со плюс 14 степени, сега денеска ќе имаме до 26, во Гевгелија ќе имаме најтопло време од 15 до 27, потоа Беровскиот регион ќе биде од 8 до 20, Куманово од 10 до 23 и во Скопскиот регион од 13 до 25. Насекаде, според метеоролошката карта, како што гледам, имам дожд, односно облаци, сонце и молња, така да ќе има и некои изолирани непогоди во некои делови од нашата земја, затоа бидете подготвени и чувајте се. Еве што се однесува до утрешната временска прогноза, слична, значи предпладне со умерена облачност, а попладне нестабилно со локален пороен дожд, грмиж и засилен ветер. На места процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со услови за изолирана појава на град. Температурите ќе бидат слични како и денешните, значи ќе има доволно сонце, односно ќе има топлина, топло ќе биде, но во текот на долгиот ден, бидејќи веќе навистина сонцето, како што знаеме, изгрева во 5 часот и 4 минути, а истото ќе зајде во 19 часот и 53 минути, значи имаме долг ден, кај што се можни и такви турбуленции, сонце, ветер, дожд, а понекаде може да има и грмежи. Како е да е? И во наредните денови ќе биде слична температура, некаде до 30 мај, според овде прогнозата, значи ќе има променливо време, утринските ќе се движат од 9 до 15, а дневните од 20 до 27 степени, така да очекувајте и за време на викендот променливо време, но ќе има и добри сончеви периоди, така да може да излезете во природа и да уживате во мајските денови. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, почитувани гледачи, тие известуваат дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и за излез од нашата земја. АСМ, односно АМСМ, препорачува прилагодена брзина за движење, односно возење, почитување на патната сигнализација, посебно на клисурите Катланово Велес, Маврово Дебар, Струга, Виница, Берово,
kочани делчево, бидејќи врнежливо може да има и одрени на патишата и затоа бидете внимателно, посебно во ноќните часови. Секако почитувајте ги пешаците, премините во градовите, во селата, каде што се движат посебно децата, кај училиштата. Што се однесува до проодноста на грижите премини, еве да ги посетиме за миг, одиме во Гевгелија, таму според камерите што се поставени, нема никаква колона, никакви возила, значи собракиот е проводен. Исто така, еве и на Табановце, кон соседна Србија, тука се изведуваат градежни работи од наша страна, од македонска, но сепак проодноста е видлива, нема никакви задржувања. На патниот правец, односно граничниот премин Блаце, има за излез неколку автомобили, за влез нема воопшто. Да отидеме и до ДВ Бајер, таму има неколку камиони кои чека да ја напуштат нашата земја, но за влез има само 3 автомобили. Како е да е, доколку планирате да замините за викенд во Грција или во некој од соседните земји, слободно тоа може да го сторите без никакви проблеми. Подготвите ги само пасошите, личните карти и она што треба да го понесете. На денешен ден да видиме што се случило во минатото, почитувани гледачи, значи денеска рековме 26. мај. Во 735 година умрел Свети Бит. Зошто го спомнам? Зошто интересна е ова личност? Свети Бит починал, значи на денешен ден 735 година, монах, црковен историчар, литерат, автор на првата историја на Велика Британија. Неговата црковна историја била за англискиот народ, напишана на латински јазик и представува најважен извор на англосаксонската историја меѓу првиот и 6 век. Пишувал на англиски јазик, посебно песни, но сочувана е само посмртната песна. Значи, таа песна е сочувана, другите не се сочувани, што тој ги напишал. На денешен ден, 1805 година, францускиот цар Наполеон I е крунисан за крал на Италија во катедралата во Милано. Во 1851 година, на денешен ден во Лондон, почнал првиот модерен меѓународен шаховски турнир, кој на 15. јули 1851 година во конкуренција на 16 играчи завршил со триумф на германскиот мајстор Адолф Андерсен. Летот кога се игра ова игра шах. Добро, одиме понатаму. Во 1882 година германскиот бактериолог Роберт Кох на собирот на берлинските лекари соопштил дека го открил бацилот што ја предизвикува туберкулозата и оти пронашол лек за оваа болест, тубекулин, кој го открил и причинителот на колерата, од која во минатите столетија умираа десетици илјади луѓе во светот. За овој труд во 1905 година доби Нобеловата награда за медицина. И денеска Роберт Кох носи име на позната медицинска установа во Германија, бидејќи еве човек придонел навистина големи работи пронашол за добробит на човештвото. Значи го пронашол лекот за бацилот, односно кој предизвикува туберкулоза и, како што реков, причинителот за појавата на колера. Наистина, мудри луѓе ова земја родила, односно се појавиле многу мудри луѓе кои придонеле многу добри работи за ова општество. Добро, еве уште неколку информации. Значи на денешен ден, во 1912 година, роден е унгарскиот државник Јанош Черманик, познат како Јанош Кадар, комунистички лидер во Унгарија од 1956 до 1988 година. Добро, да видиме дали има нешто и од Македонија. Одеме да ги следиме. Еве една информација од Македонија. Во 1986 година во Скопје починал Јордан Грабуловски, академски скулптор
Един od najistaknatite makedonski umetnici, poznat po svojite dela ne samo vo zemljeta tuku i vo stranstvo. V 1991. godina denešen den avstrijski otpatnički avion Boeing 767 na kompanijata na pranešňot automobilski as Niki Lauda padna na okolo 160 km severno od Bangkok i nikoj od 223 patnici ne preživia. Navistina, katastrofa беше to голема, вие постарите, верам се сеќавате, то се случи во 1991 година. Јас имав прилика да летам со ова компанија за Австралија пред 10-15 години. Наистина, Ники Лауда е познат возач на автомобили, како овде што вели автомобилски ас, и имаше своја компанија, мислам сега веќе угасната, но беше една од водечките компании во Европа. Но еве се случуваат такви трагедии, на жалост загинале 223 патници. Добро, еве, отприлика тоа беа овие настани, што верувам беа поинтересни, ги одбрав за настаните кои се случиле на денешен ден во минатите години. Одеме сега да ве поздравиме со една христијанска песна, почитувани гледачи. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата програма. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата утинска програма Добро утро. Следува рубриката Капки на мудроста и читање делови од Светото писмо, поточно од книгата на царот Давид, Псалми Давидови. Еве неколку капки на мудроста. Како што регјата го јаде железото, така зависта го јаде завидливиот. Никој не е толку глупав колку оној кој не сака да слушне. Да се живе не е секогаш пријатно, но секогаш е занимливо.
Ništo toliko ne te čini koliko ona što si go izmolil od lugeto. Da se jade mnogo med ne je dobro, nito da se bara preterana slava. Zborovi kažani vo pravo vreme se zlatni jabolki vo srebreni sadovi. Vo životot ne treba da trčaš dovoljno da trgneš na vreme. Životot je mnogo dolg koga si osamen. Sve to te scena, događaš, gledaš i si odiš ili zaminovaš. Plemeniti od kamene bezvreden, se dodeka ne se obraboti. Čoveko te ni zašto bez uspituvanja. Evo to bija kapkina mudrost, vjerujem bija korisni, poučljivi, tako da može da se izvlečime korisni pouki i za naš svakodneven život. Сега наред, почитовни гледачи, да го прочитаме 68 псалом, бидејќи е подолг, има некаде около 30 и неколку текстови, така да ќе го поделиме на два дела, има 35 стиха, ќе го поделиме на два дела, еден дел сега ќе го прочитаме, а другиот во наредната емисија. Давид запишал, нека стане Бог и нека ги распрасне своите противници, нека се разбегаат пред него тие што го мразат. Како што ветерот го разнесува чадот, така нив да ги разнесеш. Како восок што се топи на оган, така нека изгинат злосторниците пред Бога. А праведните нека се веселат и пред Бога нека се радуваат. Нека бидат весели и радосни. Пејте му на Бога, опевајте го неговото име. Возвишувајте го оној што јазди на облаците. Името му е Јахве, пред него веселете се. Татко на сираците, бранител на вдовиците, тоа е Бог во своето свето живеалиште. Бог ни дава дом на осамените, со песна на устните ги изведува поробените, а во пустинската жега ги остава бунтовниците. Кога врвеше пред својот народ и Боже, кога преку пустината чекореше, земјата се тресеше од небото, дожд лееше пред Бога. Оној од Синај пред Бога изревлиот Бог. Изобилен дожд пушташе Боже и својот народ го освежуваше. Твојот народ во неа се насили, а ти, Боже, од своите благодати и за бедните обезбеди. Господ збор проговори, а големо мноштво ја разгласи. Царевите и војски бегаат, а луѓето во логорите пленоци го делат. И додека спиевте крај логорските огништа, крилјата на голабицата со сребро се покрија, а низините пердови со злато заблескаа. Кога се мокниот ги распрснуваше царевите по целата земја, таа побеле како да паднал снег на Салмон. Гората Башанска е прекрасна гора. Гората Башанска е висока гора. Гори високи, зашто завидливо гледате на горите што Бог ја избра за свое владење. На неа Господ ќе живее довека. Десетици илјади со се Божите коли, тие ги има на илјадници. Доаѓа Господ на Синај во своето светилиште. Прекрасни зборови, овде ќе застанеме, ќе продолжиме во наредната емисија да го дочитаме овој 68 псалом. Убави пораки, убави мисли, запишани од раката на царот Давид. Продолжуваме повторно со песна, почитувани гледачи. Slušam kako dvoni glas
slušam kako zvoni glasom tego, moj prijatelj je dobro i vo zlo. Mi reče Bog pred vekovim bil dojde i za mene bil zakovana krv. I prati sjaj o mrakenskoga ode, od toga što mene se kojde. I prati sjaj o mrakenskoga ode, od toga što mene se kojde. So moj odbor, prijatelji sme dobri, sporubane i zajedno sme pa. I koga ovoj svet ko sonke mine, so moj odbor, o večnost take sme. I koga ovoj svet ko sonke mine, so moj odbor, o večnost take sme. Продолжуваме со нашата програма. Почно гледачи, вие следите утринската емисија Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите нашата програма. Имаме гледачи најмногу од Македонија, секако од соседството, па и од западните држави, така да поздрав до сите вас кои во живо следите нашата програма или како снимен материјал на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Следува рубриката Вести од светот. Имаме и денеска интересно искуство и затоа ве повикувам да го заеднички проследиме. Искуството ни доаѓа од Источен Тимор. Библија која збунува, ке ни го раскаже Зелиндо Жао Лај, човек кој има некаде околу 42 години. Зелиндо бил младич кој правил многу проблеми. Сакал да пие, да пуши, да се коцка. Се иститовирал и основал улична банда. Одел во црква секоја недела, но се чувствувал бедно. Кога стану збор, само пред да продолжам, почну гледачи да кажем неколку реченици за ова мода на тетовирање. Вером сте приметиле некои момчиња си тетовираат на рацете, по градите, на грбот, по нозете, но сега мода и дори девојките, приметувам дека и тие тоа го прават. Може би се несвесни дека тоа останува трајно на нивните тела. Ке посакат еден ден да го тоа остранат, но ќе биде малце потешко. Така да внимавајте, драги млади, дали сте девојка, дали сте момче или возрастен човек, што правите. Нашето тело не е да ние правиме некои фигури, да лепиме, односно да цртиме некои пораки, така натаму. Се сеќавам еден пријател кој во војската иститовирал некој знак на некоја девојка, меѓутоа таа девојка тој веќе не ја сака, си зел друга девојка, се оженил и сега има сопруга, меѓутоа сакаше тоа да го острани и не можеше. Постојано мораше да носи долги ракави за таа слика неприлична да не му се гледа на раката. Така да манете се од тоа не носи благослов, тоа е некое помодарство денеска, меѓутоа тоа се лоши работи, манири кои се прифаќаат од новиот стил на живење, но од тоа нема никаква корист, само може да се добие некоја болест, зашто сега има и фигури во боја се цртаат и така натаму. Да продолжиме со ова искуство. Значи, ова момче, односно овој човек, додека бил млад, исто имал улична банда и тој се тетовирал. Кога наполнил 21 година, одеднаш почувствувал неодолива желба да ја чита Библијата. Немал Библија и затоа испратил
pорака на сестра си која живеела во Сурабан, индонезијски град кој се наоѓал 1400 километри оддалечен од Источен Тимор. Дали можеш да ми набавиш и да ми испратиш Библија? Ја замолил тој својата сестра. 2 седмици подоцна ја примил Библијата и во рок од 1 месец ја прочитал целата. Навистина, брзо читал, бидејќи Библијата, ако ја читате по 3 глави дневно, ќе ја прочитате за цела година, но очигледно тој убрзал и како што самиот рекол, ја прочитал во рок од 1 месец. Но него разбирал она што го прочитал. Затоа ја прочитал Библијата и по втор пат, а потоа и по трет пат, но и понатаму не разбирал многу работи во неа. Потресен од ова, клекнал на колена и почнал да се моли: Боже, сакам да ја разберам Твојата реч, но не знам како. Те молам, испрати ми го Светиот Дух да ме води. Потоа пак почнал да ја чита Библијата и по 4 пат, молејќи се за водство на Светиот Дух, секој пат кога ја читал. Тогаш почнало да се случува нешто прекрасно, иако и самиот изненаден од тоа почнал да сваќа многу од стиховите во Библијата. Застанал кај втората заповед која кажува: не прави си себе идол, ниту никаква слика на она што е горе на небото, што е долу на земјата и што е во водата под земјата. Немој да им се поклонуваш, ниту да им служиш, бидејќи јас сум Господ твојот Бог, Бог ревнител, кој за гревовите на татковците ги казнува децата до 3-то и 4-то колено, ако тие ме мразат. Тоа се текстови во 2 Мојсеева 20 глава 4 и 5 стих. Се прашувал зошто во неговата црква се наоѓаат икони, кипови. Продолжил во недела да оди во црква и да ја чита Библијата и секоја вечер во наредните 3 години. Во меѓувреме се оженил и отворил своја продавница, односно 2 продавници. Еден ден, еден верник од адвентистичката црква Томас Лопес влегол во едно од неговите продавници и му понудил книга со наслов "Речи си заборавен ден" од евангелистот Марк Финли. Зелендо бил шокиран од сознанието дека саботата е библискиот ден за одмор. Го нашол телефонскиот број од Лопес, кој бил запишан на последната страница од книгата, му се јавил и побарал да се сретне со Томас. Кога Томас дошол, Зелиндо истиот момент го прашал зошто ова книга зборува дека саботата е ден за одмор, а не недела. Томас не му дал директен одговор. Читај Библијата и дозволи Светиот Дух да ти одговори на тоа прашање, му рекол. Зелиндо ја прочитал Библијата уште еднаш, а кога дошол до Новиот Завет, застанал кај стихот: кога измина саботата на осамнување во првиот ден на седмицата, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. Матеј 28:1. Тогаш го добил очекуваниот одговор. Библијата ја опишува неделата како прв ден од седмицата. Наредната сабота ги затворил своите продавници и отишол на утринска служба во својата црква. По неколку седмици свештеникот му пристапил на Зелиндо по саботното утринско богослужение. Зошто доаѓаш во црква во сабота наместо во недела? Твојата сопруга и деца ги гледам во црква во недела. Според моето сваќање, саботата е ден кој треба да се празнува, а не недела, му одговорил на свештеникот. Не, недела е, му возвратил свештеникот. Тогаш Зелиндо се почувствувал непријатно во црквата. Секој пат кога влегувал во црквата, поминувал покрај иконите и киповите, клекнувал пред нив и прашувал: дали овие работи треба да постојат во црквата? Дали ти дозволуваш слики и кипови? Еден ден ја читал книгата на пророкот Исаија. Јас сум Јахве, тоа е моето име, и нема да ја дадам својата слава на друг, ниту честа своја на идоли. Исаја 42 глава 8 стих. Овие зборови го исполниле со страв. Увидел дека Бог го забранува поклонувањето на слики и кипови и тогаш одлучил повеќе да не им се поклонува. Го повикал свештеникот. Потребно ми е твојата помош. Ако не ми помогнеш, ќе ја напуштам црквата, му рекол во разговорот. Кога свештеникот дошол во домот на Зелиндо, Зелиндо веќе имал подготвено прашање за сликите и за саботата.
brate, samo verovaj, to je dovoljno, mu rekao sveštenikot. No Zelindo не бил убеден со овие зборови, бидејќи Библијата ја прочитал повеќе пати и сватил дека верата мора да биде поддржана и со дела. Станал адвентист. 4 години подоцна, тој е угледен верник во адвентистичката црква во Источен Тимор. Со своето ангажирање довел многу луѓе до крштевање. Наистина, прекрасно искуство, почитам гледајќи на овој млад човек, кој имал своја банда, се титовирал, но тоа го оставил позади себе, бил искрен верник, ја славил неделата, се кланял и бакнувал икони, се до ни миг додека не ја читал Библијата и втората заповед јасно зборува дека не треба да се кланяме, да почитувам икони, нито да ги бакнувам, бидејќи тоа се луѓе починати на цртените икони од човек и ние само треба да се кланяме и поклонуваме пред Бога. Ево уште неколку информации за Источен Тимор. Национално јадење во Источен Тимор е икан пепес. Икан значи риба, а пепес представува начин на готвење. Барена риба во чили сос на лист од банана. Интересен рецепт, односно интересно национално јадење. Според легендата, Тимор настанал од крокодил кој се трансформирал во остров како одговор на момчето кој му помогнало на крокодилот кој не се чувствувал добро. Потомците на ова момче се староседелците на Тимор. Еве, легенда, интересно, може би тој остров или таа земја изгледа како крокодил. Фауната на Тимор вклучува и кускус, вид на торбари, мајмуни, елени, цибетки, вид на мачка, змии и крокодили. Интересна земја со интересни животни и интересно национално јадење. Како и да е, го проследивме искуството на Зелиндо Жоао Лај. Човек кој искрено го барал Бога и на крајот го пронашол дека саботата е 7-миот ден за светкување. Неделата е првиот ден во седмицата и воспоставена од човек. Исус во недела воскреснал. Тој можел да воскресне и во сабота, но не сакал да го наруши мирот на саботата. И затоа воскреснал во првиот работен ден во седмицата, а тоа е недела. Саботата е Божи печат, Божи знак за препознавање на невистинските христијани кои денеска сакаат искрено да го следат Господа Исуса Христа. Продолжуваме со песна. Gospod
Following their persecution in the lower valleys, the Waldensians who moved up here into the higher valleys did not do so to live life as hermits. Number one, they fled persecution, but once they got here, they tried to establish as normal a life as possible. And normal for them was training missionaries and training their young people in how to study and how to teach the Bible. This here, the College of the Barbs, stands today as just one example of what would have been numerous schools that would have been spread all over the valleys, where they would teach and train their young people to be missionaries throughout Europe. Here in the College of the Barbs is a Bible copy table, a place where the students would have painstakingly, by hand, written the Bible out from beginning to end. You see, the Bible was very important to the Waldensians. They had it in their own language. It formed a basis for congregational worship. There was also societies of young people that would meet together and would commit large parts of the Bible to memory. After studying here in the colleges in the valleys, the students would be sent out to many of the great universities around Europe. We know that some of the countries that they went to were England, Scotland, France, Spain, Germany, the Czech Republic, Poland, Lithuania, Bulgaria, and Croatia. And as they went out as students, they would study whether to be a doctor, a nurse, whether it was to be a lawyer. They would study various subjects, but their main purpose of going there was to be an undercover missionary. They would take the Bible with them. They would also send some missionaries out who would just go out as workers. They may be traveling craftsmen or traveling artisans and tradesmen, and they would also take the Bible with them, and they would move and travel through different parts of Europe. They couldn't have the Bible, it was illegal, and so they would take their coat and they would unstitch the seam of their coat, and then just inside the two layers of the coat, they would put a few pages of the Bible. And they would travel with just a few pages of the Bible, not a whole copy. And when they found someone that they thought was maybe interested in the gospel, they would take the Bible out of the stitches of their coat and share the truths of God's word with them. You know, maybe you're working today in a doctor's office. Maybe you're working as a nurse in a hospital. Maybe you're a teacher in a school, or maybe you're a lawyer in some law firm. You are not there simply to collect a paycheck to pay the bills. You are there as a missionary. God has put you there for a specific purpose. There may be someone in your workplace that God knows only you can reach. As students as well, the first reason why they went to study was not to get the best degree, but it was to be a missionary in the great universities in Europe. You today may be a missionary in a great institution. You are not there just for academic excellence. You are there also to seek and find people that you can share the gospel with. And the other thing we learn from the Waldensians is how important the Bible was to them. If they would take just a few pages and put it in their coats and then share it with other people, how much more should we commit the Bible to memory? How much more should we commit the Bible to study? That we would know God's word and be able to share it wherever we are. They stand today, these Waldensians, as an inspiration to us. And may it inspire us for service, may it inspire us for study wherever we are. Si za mene sam, zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Hvala ti za ovaj dan, što si ti sa mnom i što nisam sam. Da ti me čuvaš ja to dobro znam, zato hvala ti za ovaj dan. Ne trebam blaga niti prazne slave,
Svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Hvala ti za onaj dan, na križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Hvala ti za ovaj dan, što si ti sa mnom i što nisam sam. Da ti me voliš ja to dobro znam, zato hvala ti za ovaj dan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Hvala ti za onaj dan, na križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Zato hvala ti za ovaj dan, zato hvala ti za svaki dan. С огромно интересирање жителите на световите што не паднале, очекувале да го видат Јехова како станува и ги уништува жителите на земјата. Кога Бог би го сторил тоа, сатаната би бил готов да го спроведе својот план. Обезбедувајќи си на тој начин поданичка покорност на небесните суштества. Тој изјавил дека начелата на Божјето владење не овозможуваат проштевање. Кога светот би бил уништен, тој би тврдел дека неговите обвинувања се вистинити. Бил готов вината да ја фрли врз Бога и својот бунт да го прошири и меѓу небесните светови. Меѓутоа, наместо да го уништи светот, Бог го пратил својот син да го спаси. Иако во секој дел на покорената земја можеле да се видат изопаченост и пркост, обезбеден е начин за нејзино закрепнување. Во мигот на најголемата криза, кога се чинело дека сатаната ќе победи, Божиот син дошол како пратеник на божествената милост. Во сите времиња, во секој миг на паднатиот човечки род, му се покажувала Божјата љубов. Наспроти изопаченоста на луѓето, постојано се покажувале знаци на милоста. А кога се исполнило времето, Божеството се прославило со излевање на изобилство, исцелителна благодат на светот, што никогаш нема да биде спречена или запрена додека не се изврши планот на спасението. Сатаната ликувал што успел во човечкиот род да го унижи Божиот лик. Тогаш Исус дошол да го обнови во човекот ликот на Творецот. Никој друг, освен Христос, не е во состојба повторно да го изгради карактерот што е упропастен со гревот. Тој дошол да ги истера демоните што господареле со волјата, да не подигне од правот и повторно да ни ја врати сличноста со себе си, разубавувајќи ја истата со својата слава.
Библијата, почнем гледачи за Свето писмо, верам дека веќе ви е познато дека Библијата е поделена на два дела, пишувана во еден долг временски период. 1500 години пред Христа и 100 години после Христа. Последната книга е напишал Јован Богослов, кој се наоѓал на островот Патмос. Но истата таа книга, Библијата денеска е достапна до сите нас. Но луѓето во минатото се потрудиле, па и денеска некои се трудат да ја преведат на сите јазици во светот. И навистина денеска Библијата е преведена скоро на сите јазици, диалекти, наречи и така натаму. Доколку вие сакате да имате бесплатна Библија, може да ви подариме, само пишете ни на нашата адреса. Интересно, овде имам неколку интересни информации. Преводот на Новиот Завет, што го извршил на секојдневниот англиски јазик, Филипс, е верзија што станала мощна омилена кај милиони читатели. Додека го преведувал текстот, тој темелно го проучувал и за тоа еве што запишал. Значи не само што тој преведувал, туку тој го тумачил, тој се внесувал во самиот текст и го анализирал. Утврдив, како што напишав и на друго место, дека кога човекот еднаш ќе свати вистинската суштина на Новиот Завет, тогаш нејзината животна сила восхитува. Се најдов потикнат, предизвикан, утешен и убеден во моето површно познавање на Светото писмо. Вековите како да исчезна и овде се најдов соочен со вечните вистини за кои мојата душа сметаше дека е обврзана да ги прифати. Колку одев понатамо со мојата преведувачка работа, кај мене се повеќе растеше ова убедување за духовната вистина. Иако сторив се да ја сочувам емоционалната непристрасност, постојано утврдував дека материјалот под моите раце е чудесно жив. Тој зборуваше за моето убедување на најчудесен начин. Еден друг истражувач на Библијата известува за слично искуство. Ме прашувавте зошто верувам во Исуса, затоа што тој за мене представува божествен спасител. Зошто верувам во Библијата? Затоа што сум утврдил дека таа е Божји глас упатен на мојата душа. Можеме да бидеме осведочени дека Библијата е вистинита, дека Христос е Божји син, ние знаеме дека не следиме измислени приказни. Мнозина од нас ја почувствувале силата на Библијата во својот живот. Ние го познаваме нашиот небесен Отец и го препознаваме неговиот глас, додека ни зборува преку својата реч. На необразованиот и на примитивниот, како и на интелектуалниот и образован човек, Библијата му укажува на патот на спасението и тоа е особина што високо ја издигнува над сите други книги. На секоја душа таа го открива патот на спасението и откупувањето. Во исто време таа се занимава со возвишени и далекосежни теми, а тоа кај нас создава желба за проучување и за размислување. Меѓутоа, овде мораме да истакнеме дека еден факт што заслужува внимание во нашето разгледување. Библијата се занимава со проблеми со кои ниту еден, ниту било која друга книга се занимава. Ова книга поставува прашања на кои не наоѓаме одговор никаде. Кога во прашам Библијата, тоа е сосема природно, затоа што нашето човечко сваќање сосема ограничено. Од Библијата ни зборува оној чие што знаење е бесконечно. Размислувајќи за возвишеноста и за сеопфатноста на Божјата реч, апостол Павле извикнува: "О, каква длабочина на богатството, премудрост и знаењето на Бога, колку се неиспитливи неговите судови и неиспитливи неговите патишта." Во својата милост Бог одбрал писатели, им дал вест, но тие истите пораки ги пренесувале со своји зборови, а одликите и склоностите на својата личност ги вградувале во текстовите што ги создавале. Така Бог преку својата реч му ја приближил вистината на спасението на секој човек. Навистина, Библијата е едно рудно богатство, еден рудник кој никогаш не се исцрпува. Затоа читајте Библијата, почитувани гледачи, проучувајте ја со молитва и Бог ќе ви открие големи вистини. Одиме сега со еден джингл, а потоа ќе кажеме неколку зборови за вредноста на копривата.
Зошто да ја користиме копривата, почитувани гледачи? Често пати ја спомнуваме во нашите емисии, но еве сега е пролет и има во доволни количини, зато излезете од вашите места на живење, дали сте во град или во село, упатете се во најблиската шума, некоја полјанка, ќе најдете прекрасни коприви. Вредноста на копривата за нашето здравје. Копривата е популарен природен хербален лек кој се користел за доста различни намени во традиционалното лекување. Нашите предци, например, нашите дедовци, баби, ја користеле за многу намени, од лекување на болните од артритис, па се до лекување на некои сезонски алергии. Копривата цвета од пролет до есен и е одличен додаток на тестенини, односно за тестенини и рижото, но најпопуларна е во вид на супа. Во било каков облик да ја конзумирате, копривата не е потребно многу да се готви, односно да се вари. Доволно е само да ја издинстате за 2-3 минути, со тоа максимално ќе се зачуваат најздравите, хранливите и лековитите својства. За употребата како лек не постојат многу истражувања и докази, но генерално се смета дека низината употреба не може да предизвика несакани ефекти, освен кај мал број на лица. Ајде да видиме неколку карактеристики на копривата. Копривата, значи, е доста често растение кое најчесто расте во Америка и во Европа. На листовите на ова растение постојат тенки иглички кои содржат химикалии како мравја киселина и хистамин. Овие компоненти може да ја иритираат кожата и да предизвикаат непријатно чувство на чешање, пецкање и да се појави црвенило на кожата. Но исто така, овие иглички може да содржат и други химикалии како серотонин и ацетохолин, кои исто така имаат одредено влијание на организмот на човекот. Ајде да одиме и да кажеме неколку својства за копривата. Богат извор на нутреинти. Има многу витамини, олејанска масна киселина, линолин и така натаму, бета-каротин, одиме понатаму. Копривите може да ги намалат болките предизвикани од артритис. Значи, понатаму, намалување на симптомите предизвикани од сезонски алергии. Копривата со така се често користи за третирање на сезонските алергии, како сега што е, например, пролета. Многу луѓе се алергични на некои тревки, на некои билки, на некои чаеви, затоа ете да се користи и да се пие чај од коприви. Копривата може да помогне во третирањето на симптомите на зголемената простата. Студиите на животните покажува дека копривата може да го превенира претварањето на теостостеронот, значи во дихидротерон, помокна форма на теостерон. Така да гледате, има благо дејство, позитивно дејство и за лекување на простатата. Копривата може да делува во намалувањето на крвниот притисок. Знаеме дека крвниот висок притисок е главен фактор и ризик на повеќето кардиоваскуларни заболувања. Копривата може да помогне при високиот крвен притисок на два начина. Првиот е начин директен преку стимулирање на лечењето на гасот азот оксид, кој е природен вазодилаторор, односно помага во релаксирањето на крвните садови. И вториот начин е индиректен преку антиоксидативното дејство. Понатаму, може ли копривата да помогне во регулирањето на шекерот во крвта? Иако повеќе студии на ова тема се лимитирани на животни, сепак важно е да се каже дека тие покажуваат одредени позитивни податоци и велат дека копривата може да помогне во регулирањето на шекерот во крвта. Фактот е дека копривата постои внатре во самата коприва, постои субстанција која го имитира дејството на инсулинот. Други потенцијални бенефити од копривата: може да го намали крварањето, значи медикаментите кои ги содржи копривата може да го намалат крварањето. Заштитно дејство на црниот дроб, природен диуретик, може да му помогне на организмот да се ослободи од вишокот на сол
i voda, što može privremeno da го намали крвниот притисок. И сега како да употребуваме копривата? На разни начини. Веќе нашите жени или мажи, односно нашите баби, дедовци, секогаш користили копривата, но може да се употреба во исхраната, како чорба, сос за тестенини, рижото, салата, претходно секако обарена, во пити, во турлитава, со зеленчок и така натаму. Значи, еве само се подсетивме, знам дека знаете, почитувани гледачи, но уште едно подсетување за вредноста на копривата. Се суши во сенка, значи не изложена директно на сонце, се бере горниот дел, веќе сега она малци застарена, но сепак има млада коприва, може да ја пожнеете и да ставите негде во сенка, да се постепено суши и постепено ја свртувате, значи да може од секаде, може да биде негде промаја, кај што има значи ветер, отворен прозор, за да полесно да се осуши. Еве толку за копривата, дали е подготвен сега уште еден джингл, па да одиме со некои завршни информации. Веќе на Фейсбук е објавено дека на 10. јуни во Штип ќе се одржи пролетен собор на адвентистите од цела Македонија. Така да за која секунда ќе го видим и самиот спот, но еве уште неколку информации во врска со овој собор. Значи, поканете сте сите почитувани гледачи, браќа и сестри, дали сте адвентисти или пријатели на црквата, организирајте се од вашите места на живење и упатите се на 10. јуни, значи во Штип, во центарот на градот, во салата на Домот на културата Ацо Шопов со почеток во 10 часот. Ке има заедничко дружење, ке има и ручек, значи после самото предавање, ке имаме гости од Белград, двајца проповедници, професори кои се искусни и ќе се обратат до присутните, значи во 10 часот предпладне и попладне во 14 часот. Има уште време, пријавите се кај вашите локални проповедници или пријавите се овде кај нас во емисија, ние да ве регистрираме за да се обезбеди ручек, значи на 10. јуни собор во Штип. Да видиме сега и самата реклама. Почитувани, ви покануваме на овогодишниот пролетен собор на Христијанската адвентистичка црква што ќе се одржи на 10. јуни во салата на Центарот на култура Ацо Шопов во Штип. Мотото на овогодишниот собор е "И така бидете совршени". Гости, говорници на соборот ќе бидат Павле Рунич и Филип Стојановиќ од Белград. Почеток на службите предплатне во 10 часот, а попладне во 14 часот. Бидете и вие дел од пролетниот собор на Христијанската адвентистичка црква. Ете, тоа беше рекламата, уште еднаш се подсетивме, значи во Штип ќе се одржи пролетен собор на адвентистите од цела Македонија. Би сакал сега да ви понудам и да ви ја покажам книгата "Буди дрво, а не димњак" од писателот Мирослав Пујич. Значи, биди дрво, а не оџак. Книгата е на српски, бесплатна е, доколку ја немате, се уште набавено, пишете ни, ние ќе ви ја испратиме по пошта. Убава книга, убава содржина, интересни поглавја, проткаено со многу примери од животот, така да еве Мирослав Пујич е пастор во пензија, но и плодоносен писател на христијански книги. Така да, ево уште еднаш ви ја нудам ова книга "Буди дрво, а не димњак". А вие останатите, почитувани гледачи, доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви нудиме бесплатно допишување преку интернет на bibliјата.зборува.mk. Тоа е, значи, веб страницата во која може да влезете и ќе најдете 8 подречја на проучување на Библијата, здравјето, за семејството и така натаму. Да ја видиме сега и рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата
Имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Ево полека дојдовме и до крајот на ова наша денешна утринска програма. Почнуваме гледачи, вие следевте утринската програма Добро утро на радио Глас на надежта. Адвентистичко радио што емитува својата програма секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Еве полека дојдовме до самиот крај. Ви благодараме на вашето внимание што бевте и денеска со нас. Ова емисија се снима и ќе биде прикачена на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта, каде што може да ги погледнете и сите досегашни одржани емисии. Ми преостанав да ви посакам убав, пријатен и благословен викенд. Ви закажувам нова средба. Овој месец ќе се видиме уште еднаш. Значи при крајот, сосема при крајот на месецот, во понеделник, со почеток повторно во 9 часот. А до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Глас на надежта. Се гледаме.